Мои драги панчења, добар ден. Не знам на вас дали ви се случило, значи насред снимање да ви пишат и ти поминува една мисла низ глава никогаш да не ми пишете. После сваќаш дека си го веду и ја повлекуваш мислата. Пошто стварно нема да ти пишат. Добив во коментар на моето последно видео за гавранот, Едгар Алан По, да снимам видео како после раскида. Тоа е на српски, јас сам мислев дали... мислила сам се дал да причам српски или да не причам српски, онда сам ја сфатила да едва знамо македонски и да нечу да причам српски. Значи да ја преведеме темата како после раскинување. Никако! Ке раскинеш и раскинат си, сваќаш, нема што да се враќаш на тој човек. Штом си раскинал со него, не бил за тебе. Сваќаш? Штом со некој си рекол неќам да бидам со него, значи не е требало да бидеш со него. Повторете по мене, ако раскинеш со некој, значи така требало да биде и тој човек не е за тебе. И нема што да сечеш вени, да го следиш, или да ја следиш, значи зборам човек, не зборам пол, нема што да следиш таа особа, нема што заканувачки пораки и слично. Раскинувате секој на своја страна и крај на причата. Дешо не ми се јасни, као ќе раскинат сега некој пар и ќе си фати едниот од нив партнер и сега овој другиот што нема фатено партнер, го мрзи партнеров на бившиот партнер, као what? Шо? Не, дечки, не е така, значи немојте така. Прекинувате. Ставате X на таа особа, значи вака, X, таа особа веќе не постои за вас. Не постои у смисол на ваш партнер. Постои само како некое суштество кое е некогаш родено некаде, вие сте го познавале, повеќе не го познавате, си наоѓате друг партнер и така додека не го најдете вистинскиот. Сега немој да претерате со барањето, пошто тука веќе имаме друга прича. И така. Ај сега чао и имајте убав ден. Убави среќни врски со среќа за многу долго. Се најубаво, се така, чао.